се поврзуваме онлайн со Битола, поточно со Анастасија Милевска-Вранич, која што верувам дека е добро позната на нашата Стефанија, се извинувам, Анастасија. Стефанија, извини, на нашата публика сакав да кажам дека се доволно позната и дека она кое што се најавува е всушност одбележување на 10 години постоење на еден ваков музичар како што си ти на македонската музичка сцена, поп, джез сцена и се разбира нешто што претпоставувам дека за тебе е еден навистина добар показател дека се движиш во една вистинска насока. Добро утро и ти благодарам што ова утро можеме да ти имаме на еден ваков начин непосредно пред вечерашниот концерт. Добро утро од мене. Еве ви една битолска енергија од тука, да, доста сме активни. Сега се припремам за концертот вечерва што следува. Инаку да, често ме мешаат со Анастасија, дали тоа заради Анастасија Центар или мајка ми Анастасија, што често ја спомнувам. Да, веројатно. Навикната сум. Да, веројатно, да се прашувам и јас како, нели, свесно или несвесно, ете Анастасија, но сепак Стефанија и Анастасија и како слични имиња. Така, но и името кое што го носи Центарот. Бидејќи баш се подготвував, кога се подготвував за нашиот разговор, сакав да малку повеќе нели дознаам па да ги информираме нашите гледачи и за Центарот Анастасија, но и за тоа што ти го работиш долги години, бидејќи и се посветуваш на музиката и тоа што сакаш да го создаваш, но истовремено и белегот кој што го оставаш во самиот центар. Поискрено не знам од каде да почнеме, но бидејќи ајде одбележуваш 10 годишен јубилеј и она кое што вечерва ќе го представиш пред македонската публика и оние кои што ќе бидат во Битола, ќе почнеме од тука. Што е она кое што се подготвува за вечерва и што би можела да очекува публиката? Ова е 10 години од мојата музичка продукција, инаку јас како музичар веќе уште повеќе време, веќе не ни бројам колку сум активна на сцена од дете. Веќе годините си минуваат. 10 години од Welcome to Stefania's Music World, каде што почнав посериозно да се вложувам уметнички како продуцент, како режисер плюс и како музички продуцент. И затоа Welcome to Stefania's Music World ми е како едно обележување што се сум правела од 2015 година до сега и еден, еве да кажам, нов почеток кој после 10 години ќе ми биде еден нов почеток да творам во некои нови насоки, затоа што целиот овој период од 10 години сум се пронаоѓала, сум истражувала, сега сакам да истражувам во нови правци, односно во нешто што ми е уште поблиску, во джезот, поп джез музиката, која што ми е некако повеќе ми лежи на срцето. Затоа вечерва направив еден концепт на концерт, кој што ги преработува моите авторски песни во нови аранжмани, во боса нова, джез рок, и исто така има вклучено джез стандарди во самиот концерт. Така што ќе биде една интересна комбинација која што досега можеби не сум ја извадила јас лично. Ќе бидат вклучени професионални музичари, битолски музичари, Билјана Трајковска, Ристо Крстевски, Владимир Враник, Владимир Николик, Зоки Паркет и Павел Талевски, кои што ја збогатуваат целата програма што ќе биде вечерва и ќе дадат еден свој придонес во целото нешто. Да. Ке кажеме дека вечерва во нова сцена, Центар за култура Битола, во 20 часот започнува концертот и веројатно нема да сгрешам ако речам дека ова кај тебе предизвикува и дополнителна возбуда со оглед на тоа што се одбележува јубилеј или сите овие 10 години од наше гостување во утринска на Телма, кое што било малку поодамна, не си ни дошла тука во студиото, но јас добро го памтам нашето последно интервју. Она кое што може да се забележи е дека начинот
живот, па и ставовите кои што ги имаме во врска со сето она кое што го живееме, се рефлектираат и на нашата кариера или успесите кои што ги постигнуваме, а тоа кај тебе веројатно е токму така ако зборуваме и за успесите, но и показател дека навистина човек треба и да биде приземен, но и да знае што сака или кон што цели. Имаш сосема јасна визија за тоа како и на кој начин сакаш да го постигнеш тоа. Така е, некако ја дефинира целата моја мисла. Прво да признам дека сум многу возбудена за вечерва, затоа што се радувам, во позитивна смисла сум возбудена, затоа што веќе време беше да составам една екипа која што ќе може да ми ги пренесе мислите, затоа што доста време сум работела сама. Сега сакам некако сето тоа мое искуство, знаење, умешност што сум го стекнала годиниве да го споделам и со други музичари и заедно со нив како во една кохезија да го пренесиме на луѓето точно тој мој, ете како што кажа, и лајфстайл, начин на живот, начин на мислење, се си има свое влијание и некако тоа смирение што сега го чувствувам и таа позитивна енергија, сакам се повеќе да ја споделувам со луѓето и некако сум нетрпелива да го споделам тоа чувство на радост и среќа. Да, и тоа публиката верувам дека го забележува и вакано, особено вечерва ќе биде тоа, верувам така по-интензивно на самиот концерт. Кога се одбележува одреден јубилеј, некако и самите со себе можеби си правиме некаков разговор и се навраќаме малку наназад да едноставно направиме на ретроспектива за тоа можеби кои моменти во кариерата, иако секоја кариера има и подеми и падови и сето тоа е нормално, но што е она кое што за нас представува како некој пресек или нешто кое што кога тргнува по нагорна линија, па ако би те замолила да се навратиш малку наназад во сиве овие 10 години и покрај цел тој ентузијазам кој што се забележува кај тебе, па и професионалноста, лично што е она кое што сметаш дека во сите тие 10 години ти беше тебе одскочна даска? Добро што ме наврати, некако и овие видеа сега што вртат во позадина, кога ги погледнав од друга гледна страна, се потсетив ни што се сум поминала. Мислам, животот доста ме научи, сум поминала низ многу тешки моменти и тие тешки моменти јас ги пренесив во моите песни. Се ми е кажано како еден добар споменар ми се овие сите песни што вртат моментално, затоа што тие ми беа моменти што ме научија како да верувам, како да го барам Бог во тешки ситуации и како со таква верба да продолжам напред. Затоа тој ентузијазам постои, секогаш ќе постои, затоа што е присутна вербата кај мене. Без разлика колку тешки моменти ми донесе животот, јас си понатаму верувам дека се случува со причина и дека Бог ни ги дава тие ситуации за да се научиме. И да се надраснеме себе си, така одиме напред во животот, инаку некако би останале во истата точка и не би напредувале или како да кажам не би живееле, затоа што може би е најбитно да почнеме да живееме и да се радуваме на животот. Тоа е доста тешко да се постигне. Така, или како велиме и многумина од искуство ќе кажат, останувањето во комфортната зона е еднакво на стагнација, која што на никого не му оди во прилог, се разбира. И затоа е добро да ги гледаме сите тие работи како дополнителни, па и позитивни предизвици и лекции кои што не водат само напред, но добро е ако тоа се секогаш треба се да прифаќаме. Се да прифаќаме со љубов, се што ни се случува, ни е дадено ни е. Така е. Ке се поврземе сега и со Центарот за изведувачки уметности, мода, музика и танц Анастасија. Инаку пред некоја година токму овој центар одбележи исто така значаен јубилеј, тоа се 25 години постоење и она кое остави белег исто така во постоењето на центарот меѓу другото е и мюзиколот Исцелител, за кој што се пишуваше, се зборуваше и по тој повод токму музичката
музичкото студио Welcome to Stefania's Music World или добро дојдовте во музичкиот свет на Стефанија, се сними и преработија 10 авторски песни од вокалната група на Центарот Анастасија. Го споменувам ова или се навраќам на ова како едно потсетување заради тоа што да се вложи и тука труд и енергија или да се балансира со овие две работи исто така не е едноставно, но го правиш тоа со љубов и тоа е очигледно и веројатно тука е како што се троши енергијата, така и се создава. Така е, добро ме подсети за тоа што тој период бев доста многу вложена во Центарот и во младите во Битола. Посебно таа тема со Исцелител треба да се спомене дека беше инклузивен мюзикал и доста сум активна на таа тема и сега наскоро ќе ја бранам и магистерската теза која што ми е под име Симбиоза на музичка и танцова терапија за лица со попречености. Што значи дека и таа тема паралелно доста ја работам и ја истражувам, дека музиката е потребна лицата со попречености како лек. Во мюзиклот Исцелител точно тоа се случи. Снимав талентирани млади лица со попречености кои што ги изведоа песните и на сцена, што беше доказ дека точно таа музичка и танцова терапија има успех кај овие лица. Мојата активност во Анастасија Центар е уште од мала возраст. Значи, јас сум пораснала со Анастасија Центар и тоа ме изгради и мене како уметнички директор сум на Центарот и како кореограф и режисер и продуцент. Така да Welcome to Stefania's Music World музичкото студио е дел од Анастасија Центар, затоа е се споено на некој начин, да ако не работам за мене лично како уметник, јас работам за Анастасија Центар, така да постојано сум активна. Ако не е за мене, јас се вложувам за младите да имаат некаков напредок. Да. И уште нешто што е поврзано со тоа или еве и со мюзиклот Исцелител и со она кое што го создаваш како музика, а истовремено е во корелација или во сооднос со твоите животни ставови кога зборуваме за грижа за себе, но и грижа за природата и како да се биде едно со природата и колку всушност е тоа важно за нашето здравје, па така делот и овој мюзикл беше посветен на планетата Земја и колку сите ние треба да бидеме свесни, самосвесни за важноста да ја чуваме и планетата Земја, да се грижиме за себе си и всушност за вистинските вредности во животот и забележувам дека ова е нешто што е честа инспирација кај тебе. Точно така и вечерва ќе има исто мало изненадување за тие што ќе бидат присутни точно на таа тема со нешто освежително. Знаете дека секогаш јас сум иницијатор за живата храна, за свежите сокови, баш тоа што ни го дала природата и можеби тоа е тој, како да кажам, скришен или клучен момент кај мене што ме држи да бидам свежа, будна, активна, затоа што тоа е тоа што ми дава енергија и така ја црпам енергијата од природата, тоа што сум често во природа и моментално инсистирам да бидам поврзана со природата и така кога си поврзан со природата ја добиваш таа информација дека треба да се грижиш за тоа нешто што ни е даено, дека треба едноставно да работиме на свеста и кога ќе висока свеста се поврзува, дали ќе ги запазиме вистинските вредности, дали ќе се чуваме себе си, дали ќе чуваме нашето здравје, тело, ум, разум, или тоа ќе го пренесуваме понатаму и на другите. Значи се тоа е ланчано, се поврзува. Така е, ќе се согласам со тебе и верувам дека и многумина ќе се пронајдат во сите тоа. И пред да ги поканиме нашите гледачи и да најавиме можеби нешто што би било следно и ново од тебе, ќе те прашам како е во Битола, претпоставувам многу топло, некаде си надвор, во природа, добро е уште во овие минути е посвежо. Како се справуваш со овие летни горештини? Дали тоа ти прави нека можеби деструкција во работата или пак како што изборуваш нели за освежувањето и за сето она кое што ни го дала мајката природа во однос на храната, овошјето, зеленчуците кои што ги имаме, некако се надминуваат и овие топли денови.
да, се преживува некако, бегам во природа, бегам каде што е поладно. На Пелистер сигурно е поладно долу во градот. Затоа избрав и таква локација да биде центарот за култура, каде што ќе не биде поладничко, нема да е отворено. Има во предвид тоа што се случува сега со температурите. Така да некако правиме некој баланс. Да, се наоѓа некој решение. Сигурно таму ви е доста потешко отколку кај нас во Битола. Сигурно Скопје по-неиздржливо за разлика од кај нас. Да, особено нели во пладнето и попладнето се разбира дека ако имаме предвид дека имаме 40 степени Целзиусови, навистина е прилично жешко, секој со својот индивидуален начин како ги поминува овие денови и како се разладува, но е една одлична можност во вечерните часови за сите оние кои што се во Битола или планираат да заминат денеска таму да го посетат на центарот за култура во Битола, само да не дојдат да се освежат малку. Да, да дојдат да се освежат, што со убава музика, што со она кое го најави како изненадување. Ќе се одмарали негде Стефанија летово, ќе се правили пауза? Здравје Боже, али сигурно Србија не ни бега со Владимир. Али да, ќе прошетаме негде, не знаеме се уште, може да направиме некоја интересна тура, некоја туричка низ Балканов, па ќе видиме. Одлично. Јас ти посакувам успешен концерт вечерва, несомнено ќе биде така и понатаму успешна кариера и уште многу јубилеи се разбира. Исто така и оние кои што не следат, ќе ги поканиме, дали се уште има карти и каде може да се набават? Да, карти има во Порта Джез, во Камарите и во Анастасија центар, но исто така ќе има на влезници на самиот влез. Така да нека си дојдат малку порано луѓето, затоа што веќе се намалува бројот на картите. Да, ти благодарам многу, Стефанија, за денешното вклучување и се надевам дека во иднина ќе се видиме и ќе може да позборуваме малку повеќе и за идните планови, за идните проекти, нешто што дополнително ќе биде успех кај тебе. Успешен концерт уште еднаш, убав ден и до слушање и до гледање.